Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате 10-тиот дел од книгата Светска криза и патот до мирот. Ова е збирка на говори и писма од Хазрети Мирза Масрор Ахмад, имам и поглавар на Ахмадија муслиманскиот джемаат, петтиот наследник на ветениот Месија. वो देखता है गैरों से क्यों दिल लगाते हो. Светскиот мир. Критична потреба на нашето време. Предговор. Поглаварот на светски раширената Ахмадија муслиманска заедница, Хазрети Мирза Масрор Ахмад, Халифатул Месих Петти, одржал говор во Националниот парламент на Нов Зеланд, Велингтон, на 4.11.2013 година. Пред слушателите, составени од парламентарци, амбасадори на држави, академци и низа други гости, халифата на ветениот Месија алейхи селам ја препорачувал итната потреба од правда како средство за да се развие светскиот мир, со оглед на напнатоста и судирите во разните делови на светот. После главниот говор, на собирот исто така зборувале и други достоинственици. Кануилџиит Синг Бакши, член на парламентот, рекол: привилегија ни е овде во парламентот на Нов Зеланд да го имаме неговата светост, Хазрети Мирза Масрор Ахмад, и да го слушаме, да ја имаме неговата мудрост и да ги послушаме неговите мислења. Доктор Раџен Прасад рекол: задоволство е да му се посака добре дојде на неговата светост во парламентот на Нов Зеланд. И јас од секогаш сум бил импресиониран со тоа како Ахмадија муслиманите ги живеат своите животи како граѓани на сите нации и ја практикуваат својата порака на мирот. По завршувањето на овој настан, Хазрети Мирза Масрор Ахмад се сретнал со разни достоинственици, вклучувајќи ги амбасадорите на Иран и Израел. Потоа Кануалџиит Синг Бакши го повел неговата светост во обиколка на парламентот. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Во името на Аллах, милостивиот, дарател без барање со милосен, сите почитувани гости, еселаму алейкум ве рахметулахи ве берекатуху. Мир и Аллаховите благослови нека бидат на вас. Пред се, сакам да ја искористам оваа прилика да се заблагодарам на оние луѓе кои го организираа оваа случување, особено на почесниот член на парламентот, Кануалџиит Синг Бакши, и што ми овозможивте прилика да ви се обратам денес. Второ, сакам да ви се заблагодарам на сите вас кои дојдовте да ме слушате. Природно, во парламентот редовно се сретнуваат разни политичари и членови на парламентот за да донесат политички одлуки, а се со цел за напредокот на нацијата. Освен тоа, сигурен сум дека тука доаѓале многу зналци и светски водачи кои ви се обраќале врз основа на своето знаење, стручност и искуство. Меѓутоа, ретко доколку постои прилика, ви се обраќа поглавар на верска заедница, а особено муслимански водач. Според тоа, со тоа што ми давате прилика да ви се обратам како поглавар на светски раширената заедница, Ахмадија муслиманска заедница, која е чисто муслиманска организација, чија единствена цел е да го шири вистинското учење на исламот, е знак за вашата отвореност и за вашиот висок степен на толеранција. Поради тоа, оврзан сум да ви се заблагодарам за овој љубезен гест. Со овие зборови на благодарност сакам да поминам на главниот дел на својот говор и да кажам неколку работи за преубавото учење на исламот. Јас ке се осврнам на прашањето кое по моето мислење е критична потреба на времето, а тоа е втемелувањето на светскиот мир. Од световно гледиште, многумина од вас, како политичари на поединечно ниво, така и како влада во целина, прават напори за постигање на мирот. Вашите напори ќе бидат мотивирани со добра намера и ќе уживате во успехот. Исто така, вашата влада во текот на годините на водечките сили ќе им дава совети како да се развие миролюбив и хармоничен свет. Нема сомневање дека состојбите и околностите во светот денес се исклучително несигурни и предизвикуваат голема загриженост во целиот свет.
Додека денес во арапскиот свет се случуваат големи поединечни судири, вистина е дека секоја разборита и интелигентна личност е свесна дека таквите судири нема да останат ограничени само на таа област. Нема сомневање дека односот помеѓу владата и нејзиниот народ може да прерасне во меѓународен судир. Можеме да забележиме дека меѓу главните сили веќе се формираат два блока. Едниот блок ја поддржува сириската влада, додека другиот ги поддржува побунетите сили. Од тоа е јасно дека ваквата ситуација не е само голема закана за муслиманските земји, туку исто така е повод за исклучително опасна ситуација и за остатокот на светот. Никогаш не смееме да го заборавиме искуството од двете светски војни, од кои срцето се стега, кои се случија во минатиот век. Страшното пустошење кое го предизвика Втората светска војна било незамисливо. Само со употреба на вообичаено наоружување, густо населени и напредни населби и градови биле потполно разорени, останале во урнатини и милион луѓе биле убиени. Покрај тоа, во Втората светска војна, светот бил сведок на вистинското разорно случување, кога против Јапонија била употребена атомска бомба, која предизвикала такво уништување, што со самото спомнување на нејзините разорни делувања, човекот затреперува и се ежи. Музеите во Хирошима и Нагасаки се доволен потсетник на ужасите и пустошењето кое се случило. Во текот на Втората светска војна, околу 70 милиони луѓе биле убиени. Се зборува дека 40 милиони од нив биле цивили. Според тоа, повеќе цивили одошто војници ги жртвувале своите животи одошто војниците. Освен тоа, последиците на војната на вистина биле страшни, кога смртноста по војната била забележена со милионски цифри. Многу години по употребата на атомската бомба, радиацијата и понатаму имала страшно влијание на новороденчињата. Во денешниот свет, дури и малите нации се стекнале со нуклеарно наоружување и нивните водачи не се двоумат околу неговата употреба. Изгледа дека воопшто не се грижат за неговите разорни последици. Според тоа, ако замислиме како денес започнува нуклеарна војна, сликата пред нашите очи го потресува човекот толку што тој останува скаменет. Атомските бомби кои денес ги имаат малите нации, веројатно се посилни од оние кои беа употребени во Втората светска војна. Затоа, оваа клима на судири и нестабилност може да предизвика голема загриженост кај оние луѓе кои сакаат да го втемелат мирот во светот и кои работат на тоа. Ситуацијата на денешниот свет е таква што повеќето се проголтани од своите себични патишта и замотани со плаштот на горделивоста. Секоја влада е подготвена да ги направи сите можни напори за да ја докаже својата предност и моќ. По Втората светска војна, во напор да се втемели долгорочен мир во светот и да се спречат идните војни, нациите се здружиле и оформиле организација која ја нарекле Обединети нации. Меѓутоа, токму онака како што Лигата на народите бедно пропаднала во своите цели, изгледа дека и положбата и почитта кон Обединетите нации постојано опаѓаат од ден во ден. Ако барањата на правда не се исполнети, тогаш не е важно што организацијата била создадена поради мирот и нејзините напори нема да дадат плод. Го спомнав неуспехот на Лигата на народите. Оваа институција била формирана по Првата светска војна, исклучиво со цел за зачувување на светскиот мир. Меѓутоа, таа не можела да ја сопре Втората светска војна, која, како што веќе кажав, предизвикала толку многу страдања. И Нов Зеланд исто така поради војната поднел жртви. Податоците покажуваат дека имало 11.000 жртви, кои практично сите биле од редовите на војската. Бидејќи Нов Зеланд бил оддалечен од жариштето на војна, тој немал цивилни жртви. Меѓутоа, како што веќе напомнав, севкупно во оваа војна повеќе биле убиени цивили одошто војници, без оглед на тоа што не направиле никаков грев. Токму од ова причина во срцето на луѓето кои живеат во земјите, кои директно биле изложени на војната,
ќе откриете особена омраза кон самата војна. Сигурно дека начинот на искажување на љубов кон својата нација, ако некогаш биде нападната, и должност на секој граѓанин е да биде подготвен за секоја жртва, за одбрана на својата нација и за нејзиното ослободување. Меѓутоа, ако судирот може да се реши на пријателски или мирен начин, низ преговорите и дипломатијата, не треба непотребно да се повикува на смрт и убивање. Во дамнешни времиња, кога се случувале војни, главно имало многу малку цивилни жртви. Меѓутоа, денешните војни се водат и од воздух, и со отровен газ, и со хемиско оружје. И како што кажав, можна е употреба на од сите најстрашното оружје, нуклеарната бомба. Поради тоа, денешните војни се во целост поинакви од минатите, бидејќи постои можност да го збришат човечкиот род од лицето на земјата. Дозволете ми на ова место да го представам преубавото учење на честниот Куран во поглед на втемелувањето на мирот. Куранот вели: а доброто не може да биде еднакво на злото, ниту злото еднакво на доброто. Забранувајте го злото со она што е најдобро. Погледни, наеднаш непријателот твој ќе ти стане близок пријател. Според тоа, Куранот подучува колку е можно, какво и да е непријателството, тоа треба да биде изградено и решено со отворање на каналите на комуникација и диалог. Сигурно некому да му се зборува љубезно и мудро може да има само позитивно дејство на неговото срце и тоа е средство за отфрлање на омразата. Нема сомневање дека ние во оваа ера веруваме дека сме напредни и цивилизирани. Создадовме разни меѓународни добротворни организации и фондации, кои, на пример, овозможуваат здравствена грижа на мајките. Постојат и безброј други добротворни организации, основани од човечкото сочувство и сожалување. Ние, кои сето ова го направивме, треба да размислиме и да обрнеме внимание на тоа дека е итно потребно да се спасиме самите себе, како и другите од пустошење и разурнување. Треба да запомниме дека во споредба со неколку децении наназад, светот денеска е поблиску. Пред 60 или 70 години, Нов Зеланд бил далечна земја, далеку од Азија и Европа. Меѓутоа, денес тој е составен дел на една општа глобална заедница. Според тоа, во случај на војна, ниту една земја и ниту една област не се сигурни. Вашите водачи и вашите политичари се чувари на нацијата. Тие се одговорни за сигурноста на земјата и за нејзиниот напредок. И затоа неопходно е секогаш да ја имаат на ум пресудната работа, дека од локалните војни, пустошењето и разурнувањето се шират надалеку и на широко. Треба да сме му благодарни на Бог, што неодамна на водечките сили им дал разум и мудрост да увидат дека треба да се преземат мерки, за да ја спречат војната и пустошењето кое ќе следеше. Многу вешто рускиот председател направил напори да ги задржи другите водички сили да не ја нападнат Сирија. Тој објаснил дека кон сите земји, било големи или мали, треба да се постапува еднакво. Тој исто така кажал, ако барањата на правдата не бидат задоволени и ако другите нации самостојно влезат во војна, тогаш Обединетите нации ќе ја имаат истата тажна судбина како и Лигата на народите. Јас верувам дека тој во овие анализи бил сосема во право. Иако не ја поддржувам целата негова политика, зборот на мудроста треба да биде прифатен. Би сакал ако тој можеше да оди чекор понатаму и да го предложи правото на вето, кое го имаат 5 постојани членки на Советот на безбедноста во Обединетите нации, да биде укинато за вистинската правда и еднаквост да преовладуваат меѓу сите нации. Минатата година ми беше дадена прилика да одржам говор во Капитол Хил во Вашингтон. Во публиката беа бројни сенатори, членови на Конгресот, представници на Институтот за интелектуални услуги и многу други образовани луѓе од разни подрачја. Јасно им кажав дека барањата на правдата се исполнети само тогаш кога кон сите страни и кон сите луѓе се постапува еднакво. Им кажав, ако ја истакнуваат разликата помеѓу големите и малите земји, помеѓу богатите и сиромашните нации,
И ако сакаат да ја одржат неправдата со моќта на ветото, тогаш сигурно ќе се појави вознемиреност и загриженост. Навистина тоа веќе се покажува во светот. И навистина, мојата должност, како поглавар на светски раширената муслиманска заедница, е да го свртам вниманието на светот кон грижата за мирот. Ова го сметам за своја обврска, бидејќи значењето на зборот Ислам е мир и сигурност. Ако одредени муслимански земји го практикуваат екстремизмот исполнет со омраза, тоа не треба да значи дека исламските учења проповедаат неред и караници. Веќе го наведов ајетот од честниот Куран, во кој се наоѓа поуката за тоа како треба да се заснове мир. Покрај тоа, честниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем ги подучувал своите следбеници секогаш да упатуваат селам, што значи секогаш да ја шират пораката на мирот. Ние го знаеме неговиот благословен пример, дека тој го призивал мирот над сите немуслимани, евреи, христијани или над било кои други луѓе од друга вера и верување. Тој така постапувал, бидејќи разбрал дека сите луѓе прават дел од Божјото создавање и бидејќи едно од Божите имиња е изворот на мирот, и затоа ги посакувал мирот и сигурноста за целото човештво. Го спомнав исламското учење за мирот, но треба да разјаснам дека поради недостаток на време спомнав само неколку аспекти. Навистина исламот е исполнет со наредби и учења кои застапуваат мир и сигурност за сите луѓе. И што вели Куранот во поглед на втемелувањето на правдата? Во сура 5, ајет 9, Аллах вели: О верници, бидете цврсти поради Аллах, сведочете во името на правдата и непријателството на некој народ нека не ве наведе да постапувате неправедно. Бидете праведни, тоа е најблиску до богобојазливоста. Истравувајте од Аллах, навистина Аллах е секогаш известен за она што го правите. Така, во овој ајет, Куранот во главни црти ги излага на високите можни стандарди на правдата. Оваа наредба не им остава простор на луѓето, кои себе се нарекуваат муслимани, а сепак се однесуваат насилнички и нечовечки. Тоа не остава никаков простор ниту за критика од оние луѓе, кои сметаат или бараат прилика исламот да го прикажат како насилна или екстремистичка религија. Куранот понатаму прокламира најпримерни стандарди на правда и честност. Тој не само што кажал да бидеме праведни, туку всушност инсистира на еднаквост до толкова мера што вели: О верници, бидете строги во чувањето на правдата, сведочете во името на Аллах, дури и ако тоа биде против вас, или родителите или блиските роднини. Било да е богат или сиромашен, Аллах најдобро се грижи за вас, затоа не следете ги своите ниски желби, па да бидете неправедни. Ако вие ја извратувате или избегнувате вистината, па Аллах е добро известен за она што го правите. Така, ова е стандард на правдата, која го втемелува мирот во светот, од најосновниот елемент на општеството, па се до меѓународните размери. Историјата го посведочува фактот дека основачот на исламот, честниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем, се однесувал во склад со ова учење и го ширел до сите краишта. И сега во ова доба, вистинскиот поклоник на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, кој бил основаш на Ахмадија муслиманскиот джемаат, заедница, Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам од Кадијана, им наредил на следбениците исто така да го шират мирот. Тој покрај тоа им наредил на следбениците да им го свртуваат вниманието на луѓето кон исполнување на должноста кон Бог и на исполнување на должностите кон Божјото создавање. Од ова причина, Ахмади заедницата на сите луѓе јасно им ја предочува насушната потреба на исполнувањето на должноста кон Аллах и неговото создавање и кон втемелување на најдобри стандарди на правда. Мојата молитва на Бог е секој од нас, без оглед на религијата или верувањето, да внимава на исполнувањето на меѓусебните права, така што светот стане дженнет на мир и слога. Со овие неколку збора завршувам и повторно ви се заблагодарувам што ме повикавте
и што дојдовте да ме изслушате. लगाते हो वो देखता है गैरों से क्यों दिल लगाते हो जो कुछ बुतों में पाते हो उसमें वो क्या नहीं वो देखता है गैरों से क्यों दिल लगाते हो वो देखता है गैरों से क्यों दिल लगाते हो. Денес го завршивме 10-тиот дел од книгата Светска криза и патот до мирот. Еселаму алейкум.